Најмалку 2 месеца ќе трае постапката за ликвидација на регионалното јавно претпријатие за заловување и хуман третман на уличните кучиња Астралуна. Сите 10 општини ќе треба да ја донесат одлуката преку седници на советите, за да може да се префрлат основачките права на општина Струмица, па таа да регистрира свое ново јавно општинско претпријатие. Како што кажа градоначалникот на Струмица, новото претпријатие ќе го носи до сегашното име Астралуна, но немаше одговор кога и официјално ќе профункционира. Како што објавивме, градоначалниците од Југоистокот одлучи овој проблем да не го решаваат регионално, туку секоја општина самостојно и донесува одлука да се ликвидира веќе постоечкото претпријатие во кое има и вработени. Јас се надевам дека ќе избереме тим кој што ќе раководи со јавното претпријатие. Мојата визија за таквото јавно претпријатие, како што ви реков и во одговор на претходното прашање, да биде поприлично доходовно за самото јавно претпријатие и одржливо, затоа што станува збор за навистина сериозна финансиска оптеретеност, која што општина Струмица има можност да ја покрие. За оперативното функционирање станува збор за некои 4,5 милиони денари годишно, зборувам со плати со се и секако за функционирањето со заловување на кучиња дополнителни 4 милиони денари, но секако тука е општината да во првата фаза, во почетокот од функционирањето на стационарот за кучиња, му помогне на јавното претпријатие додека да застане на нозе. Сепак, ќе повторам, станува збор за претпријатие кое што ќе биде исклучително во собственост на општина Струмица, односно на граѓаните на општина Струмица. И кога реално може да очекуваме јавното претпријатие Астралуна да профункционира во полн капацитет овде во општина Струмица? Добро, амбицијата која што имав ми даде за право да го буџетирам финансирањето на стационарот за бездомни кучиња. Одлуките треба да ги донесеме на првите седници на совет. Во општина Струмица станува збор за седница на совет која ќе го разгледуваме буџетот. Очекувам и другите колеги од останатите 9 општини на првата идна седница на совет да ја донесат одлуката за ликвидација, со тоа Струмица ќе може да основа јавно претпријатие. Секако по запишувањето во централниот регистар очекуваме брзо и формирање на јавното претпријатие и конечно да истото профункционира после долги години. Годишно општините од Југоистокот за решавање на проблемот со уличните кучиња трошат по околу 40.000 евра. За оваа година општините Дојран, Гевгелија, Богданци и Веландово имаат склучено договори со фирмата Анри Ветот Стојакова. Согласно подпишаните договори, Гевгелија третманот на кучињата скитници ја чини 9.500 евра, општина Богданци 5.500, Веландово околу 4.800 и општина Дојран 2.500 евра. Радовиш за оваа намена во мај ангажираше фирмата Ветеринарна станица Неготино за износ од 8.100 евра, додека општина Струмица последна ваква набавка направила во јуни 2019 за период од една година за околу 13.000 евра со кумановската Тодор Велков.